Благодарам, председателе. Почитуван колега Здравков, дадовте еден осврт на ребалансот на буџетот 2022 година и нормално со своите забелешки предизвикавте големо внимание по однос на одредени посебни сектори во кои што може би имаме и двајцата и посебен интерес. Например, образование, например, животот на граѓаните, стандардот на граѓаните. Јас би рекла со ребалансот на буџетот 2022 година, всушност се следи интенцијата која што беше и главна поента и за буџетот 2022 година, да се трошат парите строго наменски, а сега со ребалансов уште повнимателно да се зајмуваме само за неопходни работи. И тоа одма ќе ви го кажам во однос на тоа што вие зборувавте во повеќе сегменти, ево ќе одговорам прво за образование. Во образование, во главном, во основно средно образование, па и во високо во платите имаме зголемување и тоа е, вие рековте, заради тоа што е изнудено од синдикатите. Не, почитуван колега. Ние претходно немавме никакви штрајкови, а во изминатите години, пред сега да се донесе овој ребаланс, имаме зголемување во основно и средно образование за 21,3%. Сега дополнително уште 15%, што сметам дека и треба и повеќе, меѓутоа во овие услови беше договор, падна договор затоа што ова влада, ова владаечко мнозинство знае да преговара и да разговара и да ги слуша барањата на синдикатите. Фала Богу што вие 5 години сте во опозиција, па се свртевте кон синдикатите и почнавте да ги примате на разговор синдикатите. Вие во 11 годишното владење не знаевте што значи синдикат и почитување на синдикат. Вие не знаевте што значи преговори. Вие знаевте само да контролирате строго онака популистички како што ви одговара вас. За разлика од вас, кај нас работите се поинакви. И ако сгрешиме, знаеме и да се извинеме, и да се коригираме, и да направиме одредени отстапки. Што се однесува во образованието, ке мораше владата да си предвиде средства во 2022 уште во буџетот, ако рачунаше на зголемување на минималната плата на 18.000 денари, ако, почитувани колеги, во мај 2021 година го изгласавме Законот за наставници и стручни соработници. Таму има еден посебен дел 66Ж, во кој што вели како додаток дека зголемувањето на платите во основното и средното образование на наставниците и стручните соработници ќе биде поврзано со коефициент кој што е поврзан со растот на минималната плата. Така да, владата, ако вие не ни го кочевте една година и ги на некој начин хендикипиравте просветните работници, нивните плати да ги следат зголемувањето на минималната плата и животните трошоци, сега тие ќе немаше потреба ниту да штрајкуваат, ниту некој да преговара со нив. Туку законски ќе мораше владата уште во буџетот 2022 тоа да си го предвиде. Ама вие, заради популизам, заради желбата да држите под стеги и сега како опозиција да се покажете дека знаете вие да почитувате синдикати, а 11 години не знаете, ви велам што значи синдикално работење, вие сега ќе ни зборувате овдека дека овие 15% биле под притисок. Јас велам дека треба и повеќе. Воопшто не се изнудени. Тие ќе беа добиени уште на 1 јануари 2022 година, бидејќи ако важеше Законот за наставници и стручни соработници, кој вие го кочите, ќе мораше владата за основното и средното образование да си го направи тоа што е во законот. Законска обврска ќе му беше. Не ќе бевме во ситуација ниту да бидат изиритирани, ниту да има потреба да се преговара со синдикатот, едноставно законски ќе се решеше. Сега во образованието, почитуван колега, во инвестиции за образованието, ако се вратиме на буџетот 2022 година, јас само ќе ви кажам дека ние имавме предвидено, затоа што тој беше креиран
ноември, декември 2021 година. Тогаш не се знаеше дека ќе имаме енергетска криза. Тогаш мислеме дека ние само ќе се справуваме со последиците од ковид кризата. Имавме предвидено, следете ме, 135% поголеми средства за енергетска ефикасност на домовите. Тука кратиме. Тоа што сме предвиделе повеќе од 2021, сега, рачунајќи дека тоа би било само еден сегмент кој што би ја оптоварило касата, бидејќи, видете каде се крати. Во инвестиции во образование не се крати во основниот буџет што го дава владата, туку се крати во расходите од заеми. Значи, ние го стегнуваме кесето во однос на позаимување, онаму каде што немаме проекти, каде што не се аплицирало за да не одат парите по пустина. Што се однесува за тоа дали оваа влада се грижи за блок дотациите и за локалните самоуправи, се грижи. И не ни е важно кои се градоначалници. Во делот на всушност блок дотациите се кратат оние делови кои што беа предвидени со законот за финансирање на локалните самоуправи, ние се уште не го имаме донесено. Требаше поголем процент од данокот да се враќа постепено по години кон локалните самоуправи. Дајте да седнеме и тој закон да го донесеме, да им помогнеме на локалните самоуправи во нивните каси да се слеваат поголеми средства. Тие биле предвидени, рачунајќи дека од 1 јануари 2022 ќе почне да функционира тој закон. Ама тогаш тој закон можеби на вас ви изгледаше многу смешен, бидејќи други беа градоначалници. Не, тој закон е природен закон. Тој значи фискална децентрализација на општините, независно кој е градоначалник. Во однос на образование сакам да се навратам каде се крати, за да слушнат почитуваните и колеги, меѓутоа и јавноста. Се крати во изградба на училишни спортски сали во основните училишта. И не се кратат средства од оние кои што почнале да се работат, ама пошто имаме во моментов на вистина безидејни, неработливи градоначалници, ево ќе тргнам од мојата општина. Советот на општината пред еден месец имаше финансиско разгледување на работата на општината во првиот квартал. Почитувани граѓани, во општина Охрид реализирани се досега 17% од предвидениот буџет на општината. 17% значи ништо. 0% капитални инвестиции од оние што биле од претходниот, па продолжиле да се работат. 0% во образование. Безидејност, незнаење да се искористат средствата од државата, од МОН, по разни основи, по разни проекти, за да се направи нешто за општината. Тука се значи крати. Друго е се во разумни рамки. Друго е се што е почнато да се работи, продолжува да се работи. Продолжуваат да се работат и изградуваат таму кај што беа почнати реконструкции на училишта, енергетско ефикасни прозори, фасади. Сето она што беше аплицирано и што беше направено од претходните, продолжува со работа. Овие другиве не знаат да седнат, да си направат екипа, затоа што ги испопуштија луѓето кои што беа од претходната гарнитура и сега нормално немаат проекти. Врз основа на кои проекти Светска банка ќе ни даде нас средства? Тука се крати во образование. Инаку, ако го гледате буџетот и ако го гледате преку министерствата, например Министерството за образование и наука, имаме дадено преглед колку средства сега се предвидени со буџетот, колку со ребалансот, ама колку ќе се сработат во 2023-2024. Затоа што мораме да планираме до 24-та година што ние и каде ќе ја водиме политиката.
Ако сега се соочуваме со една криза, која што е не наша, светски диктирана, ние се насочуваме сега кон потребите на граѓаните и кон потребите на фирмите, да се задржи нивната ликвидност, а од друга страна на граѓаните да му се овозможи да имаат и да преживеат. Јас сега сакам да кажам дали сме ние безидејни или идејни, во споредба со тоа што реализирал Пецака, што реализирала владава. Јас ќе дадам преглед на фискален бројач кој што се однесува не до 3 месец, од 7.6.2022 година. Реализација на приходи имаме 1.771.000 денари. Значи имаме 42,6% реализација. Ова ви го кажувам со 7.6. извадено е од Министерството за финансии. Реализација на расходи имаме во износ од 116.859.000 милиони денари. Значи, имаме 42,9% реализација. Капитални расходи имаме 7.665 милиони денари или 20,05%. Ако беа попаметни градоначалниците и со нивните проекти црпеа од фондовите кои што се по различни основи, со задолжување во Светска банка, со изградба и реконструкција на училишта, детски градинки, и ако влезеа, секако дека овие капитални расходи ќе беа и поголеми. Ама ви се безидејни, нула, и штетат на државата, ама штетат и на граѓанството кој што ги избрало и кој што велите со големо мнозинство ги избрало. Вие, почитуван колега, зборувавте за стандардот на граѓаните, граѓаните тонат. Тоа е само така кажано, не. Сите земји во Европа се соочуваат со криза економска, енергетска. Меѓутоа, она што го правиме ние и она што го прави оваа влада е да се амортизираат налетите на сите тие економски диктирани од светската економска и енергетска криза. Во меѓувреме, во 2016 година, почитуван колега, сме имале потрошувачка кошница од 32.102 денари. Според Државниот завод за статистика, во таа година минималната плата била 8.800 денари, а просечната 23.457 денари. Сега имаме минимална потрошувачка кошница од 38.741 денар, имаме минимална плата 18.000 денари, просечна плата 31.080 денари. Што овдека можеме да заприметиме? Дека со зголемување на минималната плата, со зголемување на платите во различните сектори и просечната плата, ние имаме ваква ситуација. Синдикалната минимална кошница 2016 година до денес, до ова 38.741, се зголемила за 19,3%. Просечната плата од 2016 до денес е зголемена за 32,5%, а минималната плата за 100%. Кога може? Ама цените се вкалкулирани во минималната потрошувачка кошница. Затоа што ако земиме масло, едно домакинство 4-члено 100 литри масло не троши во месецот, значи и тоа што го троши е вкалкулирано во минималната потрошувачка кошница. Имаме зголемување на цените и на минималната кошница за 19,3%, просечната плата за 32,5%, минималната за 100%. Па гледате дека не само што се излегло во пресред за да се амортизира тоа зголемување на потребите на едно 4-члено семејство, се отишло до таму да ако со 4 минимални
плати во 2019 можела да се задоволи една минимална кошница, сега со 2,20, зашто јас го имам рачунато на 38.741 денар. Значи, 2 пати повеќе сме направиле во 5 години, отколку вие што сте направиле за 11 години за граѓаните. И вие тоа не можете да го разберете. Вие зборувате за сиромаштија, уствари немате како партија осетено што е сиромаштија. Вие имате до толку искрадено во 11 години, што сега не талир 2, талир 10 треба да има, за да можеме сите ваши промашувања во работата на вашата влада да ги кажеме. И овдека ќе си збориме за демагогии, ќе си обвинуваме, меѓутоа едно да е важно. Најважен ресурс во државата, почитувани присутни, се луѓето. И цело време во 5 години СДСМ парите ги насочува и ги враќа кај граѓаните. Затоа сум горда и во оваа енергетска криза 80% државата до јануари 2023 година ќе субвенционира од електричната енергија. Секое домаќинство скоро по 2150 денари помала сметка добива. Остај што имаат бенефиции оние што се ранливи категории, бидејќи им оставивте навистина многу сиромашна држава и тоа тешко се санира. Посебно во вакви услови во кои што денес живееме. Вие само земете, читајте го добро буџетот, читајте ги ставките и кажете му: имаме намалување, например, ево во образование, во ставките каде што се задолжуваме, помало задолжување, неопходните работи нека одат таму каде што се потребни. А вашите градоначалници кои ќе почнат да работат, повелете, ќе дискутираме, ќе им дадеме средства колку што се потребни, затоа што таму живеат заеднички наши граѓани. Ви благодарам.